Значи, секој пат кога кликаме нешто, праќаме имейл или се најавуваме некаде, има еден цел невидлив оклоп што не штити. Ама ајде да видиме од што е стварно направен тој оклоп. И уште поважно, колку е јак, да нурнеме во тоа. И сето тоа не носи до едно онака клучно прашање. Дали податоците што ги праќаме онлайн се, навистина приватни? Одговорот, како што ќе видиме, е малку покомплициран отколку што изгледа. Во почетоците на интернетот, работите беа, да речеме, опасно отворени. Замислете си вака. Лозинки, имејлови, се што е приватно. Сето тоа патувало сосема нешифривано. Буквално како да праќате разгледница наместо затворено писмо. Секој што бил на рутата од поштарот до соседот можел да зирни и да прочита се. За среќа, таа отвореност не траеше вечно. Тоа доведе до создавање на првото и веројатно најважното решение – безбедност на транспортниот слој, или како што го знаеме TLS. Ова е всушност основниот штит на модерниот интернет. Ама оваа заштита не се појави туку така од ведро небо. Целиот пат почнува таму некаде во 95-та со нешто што се викаше SSL. Меѓутоа, дигиталниот свет е како постојана трка во оружување, нели? Хакерите наоѓаат слабости, инженерите ги крпат. Протоколот мораше постојано да еволуира. И токму таа еволуција, преку неколку верзии, не носи до денес, до TLS 1.3, кој е многу побрз и навистина тежок за пробивање. Добро, а што всушност прави TLS? Наједноставно кажано, тоа е протокол што работи на така наречениот транспортен слој. Замислете го тоа како автопатот по кој се движат сите наши податоци. И работата на TLS е да гарантира две основни работи. Прво, доверливост, значи ги заклучува податоците во сеф за никој да не може да ги прочита. И второ, интегритет. Се грижи никој да не може да ги смени додека патуваат. Заклучени и непроменети. Толку. А како се случува тоа во пракса? Преку еден процес што се вика TLS ракување. Најлесно е да се замисли како проверка на лична карта, на влезот од некој клуб. Прво, серверот, односно веб страницата, ја покажува својата дигитална лична карта. Тоа е TLS сертификатот. Потоа, нашиот прелистувач, во улога на обезбедување, ја проверува таа лична карта. Ако се е легитимно, ако не е истечено или лажна, тогаш се воспостава сигурна шифрирана врска. И дури тогаш, комуникацијата може безбедно да почне. И ова не е нешто апстрактно. Го гледаме секој ден. Тоа мало катанче во прелистувачот, тоа е HTTPS. Тоа е всушност стариот HTTP, ама со додаден TLS. Но приказната не застанува тука. Кога праќаме имејлови, протоколот SMTP станува SMTPS. Кога ги примаме, POP3 станува POP3S, а IMAP станува IMAPS. Таа магична буква S на крајот секогаш значи едно нешто – secure, односно безбедно. И тоа благодарение на TLS. Скоро се што правиме онлайн се потпира на овој штит. И токму тука лежи гениалноста на целата работа, како што вели и цитатот. Наместо да се преправа целиот интернет од темел, TLS е дизајниран како еден елегантен, независен слој. Замислете го како да сте ангажирале обезбедување да патролира помеѓу два ката од зграда, без да мора да менувате ништо во самите станови или во темелите на зградата. Едноставно додава безбедност без да го наруши она што веќе функционира. Добро, значи видовме дека TLS е одличен за да ги заштити податоците додека патуваат од точка А до точка Б. Ама што ако задачата е поинаква? Што ако треба не само да се пратат податоци, туку и безбедно да се управува со цел компјутер од другиот крај на светот? За таква, малку поспециализирана работа, ни треба друга алатка. И таа алатка се вика Secure Shell, или SSH. Пред да постои SSH, стандардот беше нешто наречено Telnet. И исто како и стариот веб, Telnet беше катастрофално небезбеден. Буквално ги праќаше корисничките имиња и лозинките во чист текст. Секој што знаел како да прислушува на мрежата, можел да ги види. SSH го реши овој огромен проблем со тоа што ја шифрираше целата сесија. Разликата е како да зборувате на јавен плоштад преку мегафон, наспроти тоа да имате приватна, шифрирана телефонска линија. Значи, што е SSH во сушност? Тоа е криптографски протокол што овозможува три работи. Безбедно да се најавиме на далечен компјутер, безбедно да извршуваме команди на него и безбедно да пренесуваме датотеки. И што е интересно, се појавува во истата година со SSL, 95-та. Очигледно,
Таа година била пресвртна, кога луѓето сватиле дека на интернетот итно му треба безбедност, и тоа на повеќе фронтови. А мокта на SSH доаѓа од неколку клучни работи. Прво, има супер силна автентикација, начини да се докаже кој е кој. Потоа, тука е доверливоста. Се е шифрирано, така што никој не може да прислушува. Потоа, интегритет. Се грижи никој да не ги менува командите дока патуваат. И како шлаг на тортата, има можност за тунелирање. Може да создаде безбеден тунел низ кој ќе се протне друг небезбеден сообраќај и да го заштити. Значи не е само за најава, туку е како швајцарско ноже за мрежна безбедност. И еве нешто што често ги збунува луѓето. SFTP или FTPS звучат скоро исто, но се сосема различни. Клучната разлика е ова. SFTP е дел од SSH, користи иста технологија, иста порта и е многу поедноставен за поставување. Од друга страна, FTPS е стариот класичен FTP, на кој само му е додаден слој на TLS заштита, онаа што ја зборувавме на почетокот. Тоа често значи покомплицирано подесување. Значи, иако имињата се слични, под хаубата работат на сосема различни мотори. Добро, да рекапитулираме. Имаме TLS, кој штити поединечни врски како веб страници или имејлови. Имаме SSH, кој обезбедува сигурен далечински пристап, ама што ако сакаме да го заштитиме апсолутно целиот интернет сообраќај од нашиот уред, без разлика дали гледаме видеа, играме игри или што било друго. Тука на сцена стапува третиот и најсеопфатен дел од нашиот дигитален оклоп – виртуелните приватни мрежи, или VPN. И што е всушност VPN? Најдобро е да се замисли како да градите собствен, приватен, шифриран тунел директно низ хаосот на јавниот интернет. Кога ќе се поврзете преку VPN, сите ваши податоци патуваат низ тој заштитен тунел, целосно изолирани и скриени од сите други наоколу. А тука е и клучниот трик. VPN го зграпчува апсолутно целиот интернет сообраќај од уредот, секој бит и бајт и го протнува низ тој свој шифриран тунел. И ова прави две работи истовремено. Прво, ги шифрира податоците и второ, ја маскира вистинската локација. За сите веб страници и сервиси изгледа како да доаѓате од локацијата на VPN серверот, а не од дома. Тоа е како дигитален плашт на невидливост. И сето ова отвора еден куп практични можности. Например, заштита на податоците кога се користи јавно Wi-Fi во некое кафуле. Или сокривање на вистинската IP адреса за поголема анонимност. Го користат и компаниите за безбедно да ги поврзат вработените што работат од дома. И секако за заобиколување на оние досадни географски ограничувања за некои содржини. Ајде да ги сумираме работите. Оваа табела совршено ги покажува разликите. Имаме TLS, тоа е како запечатено, заклучено писмо. Штити конкретна комуникација. Потоа, SSH, тоа е како приватна, безбедна телефонска линија за директно управување. И на крај, VPN, тоа е како собствен, оклопен, приватен тунел кој го штити апсолутно целиот сообраќај. Секоја алатка си има своја намена и сите се клучни. И најважното нешто што треба да се запомни е дека овие технологии не се надпреваруваат една со друга. Напротив, тие се сојузници. Тие се како различни слоеви на одбрана кои работат заедно. Од она мало катанче во прелистувачот, па се до целосно шифрирана врска. Тие го сочинуваат темелот на нашата дигитална безбедност денес. И сето ова не остава со едно големо прашање за крај. Живееме во свет кој станува експоненцијално поповрзан. Милиарди нови уреди доаѓаат онлайн, од фрижидери до автомобили. Па, прашањето е, што е следно? Како ќе изгледа тој дигитален оклоп на иднината?